Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Разговараме со директорот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување Никола Мемов. Господине Мемов, линеарното зголемување на пензиите е пред Уставниот суд. Какво е вашето лично мислење за линеарното зголемување? Дали е во ред? Актуелно е прашањето. Има две иницијативи од граѓани доставено до Уставниот суд и ќе видиме сега одлуката е пред донесување, односно трае јавната расправа околу ова значајно прашање во општеството. Сакам да истакнам дека измената на законот за пензиско и инвалидско осигурување беше донесена минатата година, каде што на барање на пензионерите се донесе оваа одлука да усогласувањето на пензиите наместо швајцарскиот модел процентуално се замени со линеарно зголемување на пензиите, односно линеарно усогласување на пензиите на сите 345.000 пензионери. Треба да се истакне и граѓаните треба да знаат дека ова усогласување се прави заради намалување на животните трошоци, односно усогласување на животните трошоци и животниот стандард со покачувањето на ценовните шокови практично во општеството и заради зголемување на платите во општиот сектор. Зголемувањето на пензиите значи зголемување на животниот стандард на пензионери. Контрааргументите за линеарното зголемување се дека не секој пензионер има ист работен стаж и дека не е придонел исто во фондот. Аргументите што јас ги давам како директор на оваа институција, и тие се мои лични аргументи и ставови, се дека разликите за тоа кој колку уплаќал во фондот по основ на придонеси за пензиско и инвалидско осигурување завршуваат со моментот за изготвување на решението за пензија. Тоа значи дека вие како осигуреник во текот на работниот век сте уплаќале одредена сума на средства преку придонесите за пензиско и вие имате повеќе уплатено средства, јас како осигуреник имам помалку уплаќено средства во својот работен век. На денот на пресметка на пензиите, разликите во пензијата се вие имате X вредност поголема пензија од мене. И тука завршуваат сите тие разлики околу уплатата на придонесите и колку придонел во буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Од друга страна, ублажувањето, односно ценовните шокови, инфлација и така натаму, подеднакво влијаат на сите граѓани во државата. Лебот, млекото, јајцата и останатите производи подеднакво се поскапени или услугите и за вас и за мене. Не ли е тогаш, например, подобро решение да се даде поголемо покачување на најниските пензии, додека за останатите да си биде ист процент? Видете, значи, барањето на сите релевантни здруженија на пензионери, вклучувајќи го и најголемото здружение, тоа е Сојузот на здруженија на пензионери во Република Македонија, се беше во насока на линеарно зголемување на пензиите. И владата тоа го испочитува. На крајот на криштата ние како фонд за пензиско и инвалидско осигурување не ги носиме политиките во оваа сфера, ние сме инструмент за имплементација на политиките што ги усвојува владата преку собранието. Владата е таа која што ги носи овие законски решенија. Зошто пензионерите во странство не добија линеарно покачување? Аргументацијата за тоа покачување, односно за не покачување на пензиите на македонски граѓани кои што пензиите ги примаат во странство се следниве. Тие се околу 10.000 пензионери кои што живеат низ светот и пензијата ја примаат во странски банки, односно во странски држави. Аргументацијата во собранието беше дека тие не ги чувствуваат ценовните шокови и инфлацијата во Македонија. Сепак беше утврдена дискриминација од страна на комисијата. Одлуките за тоа дали е или не е, ќе се ги донесе Уставниот суд и јас како директор на
на институцијата Фонд за пензиско и инвалидско, не сакам да ги коментирам. Значи, одлуките на Уставниот суд ќе бидат конечни и владата ќе биде задолжена со одлуката на судот дали и на кој начин ќе постапи. Кога ќе биде следното покачување на пензиите? Согласно измените на законот донесени оваа година, во март месец исто така пензионерите ќе добијат линеарно покачување од 1000 денари. А додека во септември месец планирано е веќе да си важат старите одредби од законот за пензиско, каде што останува одредбата за процентуално усогласување на пензиите согласно швајцарскиот модел. Каква е финансиската ситуација на пензискиот фонд? Слободно можам да кажам, пензионерите може да бидат спокојни дека исплата на пензии секако дека ќе биде редовна и ние ги исплаќаме пензиите редовно на први во месецот. Во буџетот за 2026 година предвидени се околу 117 милиарди денари за исплата на пензии. Меѓутоа предвидено е и исплата на здравственото осигурување на пензионерите, исто така и транзицијските практично трошоци кон вториот стол во пензиските друштва во вториот стол. За таа цел, за да биде системот заокружен и одржлив, владата ќе обезбеди околу 62 милиарди денари, тоа е околу 1 милиарда евра, трансфери кон Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за обезбедување на време на исплата на пензиите, на време на исплата на здравственото осигурување на пензионерите и транзицијските трошоци кон вториот стол. Оваа година, ако не се лажам, трансферите беа проектирани на околу 820.000 евра. Ете, кажувате околу 1 милиарда евра за следната година. Ваквата дупка што ја пополнува владата расте. Колку е тоа одржливо на долг рок? Да ве коригирам, само трансферите што беа планирани за 2025 година се 53 милиарди денари или 862 милиони евра. Од тие 862 милиони евра, дел се користат за исплата на пензии, кои што недостасуваат од приходите, изворните приходи што ги остварува фондот, дел се користи за транзицијски трошоци кон пензиските друштва во вториот столб и дел се користат за здравствено осигурување на пензионерите, каде што уплатите ги правиме во Фондот за здравствено осигурување. За следната година, пак ќе кажам дека обезбедени се 62 милиарди денари скоро, или 1 милиарда евра, и од тие, практично, да бидеме прецизни, планираните приходи што се за по остов на придонеси за пензиско осигурување се околу 87 милиарди. 87 милиарди денари, а исплатата на пензиите е планирана на околу 117 милиарди денари. Значи, од овие 62 милиарди, 30 милиарди денари се за покривање на трошоците за исплата на пензии, останатите се за здравствено осигурување и за транзицијски трошоци во пензиските друштва, вториот столб. Како податок што е битен за граѓаните. Значи, од септември месец 2024 година, кога беше донесено одлуката, односно измената на закона за покачување на пензиите 2 пати по 2.500 денари и од оваа година за усогласувањето да биде линеарно по 1000 денари, зголемувањето на пензиите во Република Македонија за овие 5 квартали, практично до ден денеска, е околу 29,86%. Овие се реални бројки, затоа што исплатата на месечната пензија на 1 септември 2024 година беше околу 7,2 милиарди денари, а во понеделник ќе ги исплатиме пензиите, значи на 1 ноември, за октомври пензијата е 9,35 милиарди денари. Вкупното покачување за 345.000 пензионери. Значи вкупното покачување е 29,86%.
За следната година во месец март покачувањето ќе биде уште за 1000 денари, практично исплатата на пензиите ќе биде околу 9,7 милиарди денари и вкупното зголемување за 6 квартали ќе биде 34,72%. Што зборува ова? Ова зборува дека покачувањето, вкупното покачување во апсолутна сума на пари е околу 30 милиарди денари. Практично владата преку трансферите го субвенционира ова покачување на пензиите од 30 милиарди денари, или тоа е околу половина милиарда евра повеќе средства наменети за пензионерите. Што е потребно за фондот да биде да се намали дупката што ја пополнува владата во недостатокот на пари? Кога зборуваме за финансиска стабилизација на фондот за пензиско, треба да се има во предвид големата слика. Значи, пензискиот столб, односно пензискиот систем е еден од 5 столбови во државата. Ако земеме дека основни столбови за функционирање на државата се политичкиот систем, економскиот систем, пензискиот систем, здравствениот систем и безбедносниот систем. Еден од овие столбови клучни во државата е пензискиот систем, кој што опфаќа скоро 2/3 од населението и скоро 1/2 од вкупните приходи во буџетот за следната година. Стабилизацијата на фондот значи стабилизација на целиот систем во државата. Основниот параметар, основниот фактор е отворање на нови работни места и зголемување на економскиот раст. Меѓутоа, исто така, ние како менеджмент на фондот за пензиско даваме мерки и предлози до Министерството и до владата, како и на кој начин да се обезбедат пасивни извори на финансирање на фондот. Ова значи дека пензиските друштва во вториот столб тие имаат можност да ги инвестираат акумулираните средства на сите осигуреници, кои што во моментот се на ниво околу 3 милиарди евра. Осигурениците, преку 650.000 осигуреници во Македонија, на своите лични сметки во пензиските друштва имаат околу 3 милиарди евра. И пензиските друштва се тие кои што имаат можност да инвестираат на домашната берза, на странски берзи, преку државни обврзници, за да може да ги оплодуваат овие средства. Дали може би една од мерките е и зголемување на старосната граница за пензионирање? Овие се стандардни барања кои што доаѓаат континуирано од Светска банка, од ММФ и така натаму, од странските институции. Вие како ПИОМ имате таков предлог до владата? Не. Значи, владата се изјасни по основ на ова прашање и по основ на предлогот од Фискалниот совет минатата година, дека не го прифаќа тој модел на покачување на старосната граница и зголемување на стапката на придонес за 0,6% во наредните неколку години. И тие мерки не се составен дел од фискалната стратегија на владата 25-29 година. Дали досега имате детектирано злоупотреба на правото на пензија? Во минатото ова прашање беше многу актуелно, посебно со инвалидските пензии, и мислам дека имаше и судски процеси, судски завршници и така натаму. Овој период, додека сум јас на оваа позиција, од септември минатата година, ние ги зајакнавме прво капацитетите на комисиите за инвалидски пензии. Таму се ангажирани сега плюс 5 доктори по договор на дело, доктори специјалисти, кои што ги работат овие предмети. И на моја среќа и на среќа на сите осигуреници граѓани во државата, веќе нема застој на тие предмети, тековно се решаваат сите барања за инвалидски пензии, за скратено работно време и така натаму. Така да во овој период немаме детектирани никакви жалби, поплаки по основ на вакви девијантни пораки. Што ќе значи за фондот можноста пензионерите да се ангажираат работно од нова година? Ова е исто така интересен предлог кој што ние веќе го поминавме и го дадовме до Министерството за социјална политика и како мерка ја усвоивме и на управниот одбор. Веќе тие предлози се дадени во Министерството. Има повеќе краткорочни и среднорочни мерки, тие се околу 14-15. Мерката за дополнителна работа на пензионерите, претежно ние ја разбираме како мерка во приватниот сектор. Работодавачите се подготвени
да платат, да ги ангажираат стручните лица кои што се дефицитарен кадар во областа и да плаќаат придонеси за нив. Меѓутоа, едновремено пензионерите ќе си го остварат правото на пензија, такви се размислувањата, да си го остварат правото на пензија и да нивниот работен ангажман да нема реперкусии врз висината на пензија што веќе ја оствариле согласно законот за пензиско. Вие сте и портпарол на партијата Знам. Актуелна е реконструкцијата на владата. Дали ќе бидат сменети некои од вашите министри во правда или во администрација? Апсолутно ние сме задоволни од работата на нашите министри за јавна администрација и министерот за правда. Исто така Знам во владата партиципира со двајца заменици министри. Тоа се во Министерството за енергетика и во Министерството за дигитална трансформација. Застапени сме исто така со двајца државни секретари во Министерството за земјоделие и во Министерството за внатрешни работи. Апсолутно немаме никаква забелешка на работата на сите наши јавни функционери. Од таму не очекуваме никакви промени на позициите што ги има Знам во владата. Господине Мемов, ви благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Почитувани го, следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.